Майкл Крациос, советник за наука на председателот Доналд Трамп и директор на Канцеларијата за наука и технолошка политика на Белата куќа, тврди дека Соединетите држави можат да манипулираат со просторот и времето. But we are capable of so much more. Our technologies permit us to manipulate time and space. They leave distance annihilated, cause things to grow and improve productivity. Секако ваквата смела и бизарна изјава на владен функционер го привлече вниманието на многумина и дојде во интересно време на глобални тензии. Крациос меѓу другото во говорот рече: "Ние сме способни за многу повеќе. Нашите технологии ни дозволуваат да манипулираме со времето и просторот." Подоцна во истиот тој говор кој го одржа во Остин во Тексас рече: "Изборот на поединци е она што ќе го направи возможно новото американско златно доба. И изборот на поединци да создаваат нови технологии да се предадат на научни откритија кои ќе манипулираат со времето и просторот, ќе направат повеќе со помалку и ќе не водат понатаму до бескрајни граници." Крациос својот говор го заврши повикувајќи ги научниците, инженерите и предприемачите да помогнат во обликувањето на иднината на Америка. Ако на оваа негова изјава го додадеме и она што американскиот председател Доналд Трамп пред некое време во овалната соба го кажа, тогаш работите стануваат на вистина интересни. And we're very powerful. This country is very powerful. Let me tell you, it's far more powerful than people understand. We have weaponry that nobody has any idea what it is, and it is the most powerful weapons in the world that we have. More powerful than anybody not even close. Ние сме многу мокни. Нашата земја е многу мокна. Многу помокна отколку што луѓето може да разберат. Имаме оружја што никој не ги знае и тие се најмокните оружја на светот. Никој не е ни блиску до нив, рече Трамп. Дали ова е индиректно признание дека САД имаат вонземска технологија како што тврди поранешниот разузнавач Дейвид Граш? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do. И како што тврди поранешниот директор на војната програма за проучување на НЛО, насловена ATIP, Луис Елизондо, и како што исто така тврди поранешниот заменик помошник на секретарот за одбрана за разузнавање Кристофер Мелон, и како што тврди доктор Џон Блич, пензиониран подполковник со специјални операции во своето портфолио, и како што тврдат НЛО свиркачите Джейсон Сенс и Джейк Барбер. Да подсетиме, Луис Елизондо и Дейвид Граш ова го тврдеа на сведочење во Конгресот на САД. Инаку Пентагон и натаму го истражува феноменот во рамките на својата програма All Domain Anomaly Resolution Office или ARO, која секоја година до Конгресот и до јавноста по закон мора да достави извештај за сите сознанија што ги има за овој феномен. Еден од најгласните борци за транспарентност во Конгресот кога се работи за НЛО е пратеничката Ана Полина Луна. Таа неодамна во Конгресот ја представи и почна да ја води работната група за декласификација на федералните тајни и веќе го започна прегледувањето на документите за JFK, оние што владата ги декласифицираше. Таа го подвлече значењето на новите декласифицирани документи поврзани со атентатот на председателот Џон Ф. Кенеди и ги критикуваше минатите владени напори да ги скрие овие информации од јавноста. Таа нагласи дека целта на овие нови документи е да се презентираат транспарентно пред американскиот народ. Но таа не застанува тука. Како председател на работната група за декласификација на федералните тајни, објави дека јавна расправа за неидентификувани аномални феномени, како што сега се нарекуваат неидентификуваните летечки објекти во Конгресот, треба да се одржи во текот на неделата што започнува на 12 мај 2025. Тоа ќе биде веќе 6-то сослушување на оваа тема само во последните 3 години во Конгресот, што е навистина запрепастувачки. На 17 мај 2022 Подкомитетот за разузнавање на Представничкиот дом за контратероризам, контраразузнавање и контрапролиферација одржа сослушување на кое сведочеа Роналд Молтри, подсекретар за одбрана за разузнавање и безбедност, и Скот Бреј, заменик директор за поморско разузнавање.
На 26. јули 2023 Подкомитетот за надзор за национална безбедност одржа сослушување на кое сведочеа Рајан Грейвс, поранешен пилот на морнарицата, Дейвид Фрейвор, исто така поранешен пилот на морнарицата, и Дейвид Граш, поранешен разузнавач и представник на Националната геопросторна разузнавачка агенција во Канцеларијата за проучување на неидентификувани аномални феномени. На 13 ноември 2024 имаше заедничко сослушување на Подкомитетот за надзор на Представничкиот дом за сајбербезбедност, информатичка технологија и владени иновации, Подкомитетот за национална безбедност, со наслов Неидентификувани аномални феномени, разоткривање на вистината. Сведоци беа доктор Тим Галодет, контраадмирал во пензија, Луис Елизондо, поранешниот шеф на програмата на Пентагон за проучување на НЛО ATIP, Майкл Голд, поранешен администратор за вселенска политика и партнерства на НАСА, и Майкл Шаленбергер, новинар. Плюс, 2 сослушувања во Сенатот имаа поранешниот и сегашниот директор на актуелната канцеларија на Пентагон за проучување на НЛО АРО, доктор Шон Киркпатрик, тој е поранешниот и сегашниот директор Џон Козловски. Малкумина знаат и дека во далечната 1966 година имаше конгресно сослушување каде тогашниот конгресмен Джералд Форд повика на сослушувања за НЛО, а исто така во изминатите години имало и бројни класифицирани необјавени тајни брифинзи на многу конгресмени и сенатори од страна на свиркачи. Пратеничката Анаполина Луна најави дека на 29 април прво ќе има средба со Дейвид Граш, кој инаку сега работи во Конгресот заедно со конгресмените токму на оваа тема, но ќе има средба и со Луис Елизондо. Средбата ќе се одржи во така наречена безбедна сегрегирана соба, во која може да се споделуваат класифицирани информации, или Secure Compartmented Information Facility, SCIF, каде што повеќе конгресмени ќе добијат информации кои што во други услови не би можеле. Потоа на 30 април или 1 мај ќе следи дискусија на тркалезна маса за неидентификувани летечки објекти, во која ќе бидат вклучени експерти, официјални лица и членови на Конгресот, а потоа ќе следи и новото конгресно сослушување за НЛО. Дейвид Граш, поранешен висок функционер на разузнавањето, сведочеше под заклетва на сослушувањето во Конгресот за постоење на програми за пронаоѓање и обратно инженерство на вонземски технологии кои вклучуваат објекти од напредно нечовечко потекло, но и тврдеше дека има и биолошки материјали, односно вонземјани што биле откриени заедно со леталата. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Граш тогаш тврдеше и дека може да им каже на конгресмените и точно каде се леталата, во кои бази, во кои компании, кои луѓе се вклучени во тајните програми за обратен инженеринг, но само во СКИФ, што сега конечно и ќе се случи. I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals that were in those. Откако конгресмените ќе ги добијат овие класифицирани информации, ќе знаат точно кој да повика да сведочи на самото сослушување. Граш неодавна му се придружи на тимот на конгресменот Ерик Бурлисон како специјален советник. Бурлисон, исто така член на одборот за надзор и во работната група на Луна, е исто така еден од најактивните во Конгресот кога се работи за неидентификуваните летечки објекти. Во последно време се појавија неколку нови интересни видеа со НЛО и сфери. Едно снимено во џунгла во Колумбија, едно во Мексико, па во Полска, но и едно воено видео снимено во Америка за кое има и сведок. Екипажот на USS Джексон беше сведок на неверојатна средба со 4 непознати објекти на брегот на Јужна Калифорнија во февруари 2023, а еден од тие очевидци имаше интервју со познатите НЛО истражувачи Джереми Корбел и Џорџ Неп. Тој е активен припадник на морнарицата кој со живописни детали опишува како блескав објект во облик на тик-тек излегува од океанот. Трансмедиумското летало потоа се поврзува со 3 други тик-тек летала
кои последователно се движеле во формација. Леталата биле откриени на повеќе сензори, а членовите на екипажот снимиле и видео. Сведокот Алекс Вигинс, активен припадник на морнарицата со 23 години стаж, вели дека морнарите рутински се среќаваат со неидентификувани летала во областа каде што бил документиран првиот и најпознатиот инцидент со Тик-Так летало во 2004 година. Тоа е познатиот случај кој е пропратен и со воено видео, а го посведочиле повеќе американски пилоти од морнарицата, меѓу кои Дейвид Фрейвор, Алекс Дитрих, Кевин Дей и Чет Андервуд, кои и често јавно зборуваа за случајот кој значи за еден од најпознатите НЛО случаи во историјата. Дейвид Фрейвор за овој случај сведочеше и пред Конгресот. Последна интересна вест во врска со феноменот е Project Gravitar. Пребарајте на интернет Project Gravitar и погледнете го трейлерот за новиот филм за Боб Лазар, S4. Токму така, најпознатиот НЛО свиркач во историјата се враќа со нов документарец во кој визуелно, на навистина спектакуларен начин, ќе биде оживеана целата негова приказна и краткорочната работа во тајната програма за обратен инженеринг на НЛО во фамозната база Area 51 во одделот S4. Самото летало со целосниот ентериер, самите хангари и делови од фамозната база ќе бидат целосно прикажани. Со помош на напреден компјутерски AI графички дизајн и според сеќавањата и приказната на Боб Лазар, која патем никогаш не се смени откако ја обелодени во 1989 година, сите тие работи ќе бидат прикажани во овој филм. Да не се појавеше во јавноста тогаш и јавно да каже дека постои таа база, денес се уште базата ќе беше тајна.